Океј, здраво на сите дечки. Мило ме што ве гледам, што сте присутни. Благодарам на Магда за поканата да бидам денеска гостин и да ви предавам за саунд дизајн во гейминг и во медија. Саунд дизајн или дизајн на звук е многу интересен процес на работа, каде што сите вие, односно сите ние треба да ја прикажеме, да го прикажеме искуството кое што го креираат големите девелопери. Јас ќе пробам, за жал дека немаме многу време, да ви покажам на наједноставен начин како се работи и целото workflow за еден проект. Ќе работиме на еден трейлер, што имав можност да работам како дел од еден надпревар за нејзиниот релиз, за нејзиното издавање на играта. И ќе ви објаснам низ текот на целата работа, на целиот тек на работа, какви алатки користам, што значат и малце да ве запознам да допрете поблиску до овој дизајн на звук и да го видите целиот тој работен тек. Целта на дизајнерот, односно на звучниот дизајнер, е да создаде богат спектар на звуци што ќе одговараат на целокупното виртуелно искуство. Значи, сите ние сме геймери и сите знаеме кога ќе влеземе во тој еден свет, одма заплевуваме во некој звучен спектар на креативни звуци кои што дополнително не внесуваат во игривоста. Тука спаѓа креирање на разни амбиенти, на разни фолиси, тоа се звучни ефекти што ги снимаме реално, меѓутоа со користење на алатки и специјален софтвер ги правиме да станат реалноста, односно фикцијата да стане реалност. Сакам да напоменам дека сите тие што се ентузијасти и што имаат амбиции кон звукот, дека треба да одлучат дали стварно ова го сакаат, бидејќи е многу захтевно и самата креативност многу исцрпува, бидејќи ако работите на некој огромен блокбастер, се случува да заглавувате во студио подолго време и мора да знаете дали сме технички спремни, дали сте способни да учите нови програми, дали имате имагинација за таков креативен звук и дали пред се сте тимски работник. На самиот почеток, нема да бидам долг, ќе се впуштиме директно на работа. Сакам само да ви кажам дека постојат два вида на моментално во гейминг сферата на дизајнирање на звук, а тоа се линеарен и нелинеарен. Линеарниот звук, односно линеарниот звучен дизајн на звук е она што се содржи до фиксна, до непроменлива позиција на временска линија и на нашиот софтвер во тие наши региони. Значи, звучните ефекти, музиката и сите тие ствари ќе си останат фиксни во наративот. Она што ќе го предавам денес и ќе ви го покажувам е уствари линеарниот звучен дизајн. За разлика, само на кратко ќе ви кажам и за нелинеарниот, самиот префикс не значи дека звукот се програмира за да се искуси додека играчот ја истражува целокупната игра. Значи, овој формат нелинеарен е прилично интерактивен и ни возможува сами да ја креираме оваа приказна, зборам приказна за звукот. Сите, например, најдобар пример се игрите, например, што ги играме. Во одреден момент се случува да имаме интенција на одреден звук, без разлика дали станува за хорор, за акција, за настан што допрва ќе ни го објасни чувството и ќе се леди. Значи, тоа е тоа програмирање каде што во одреден момент, каде што, например, сите сме играле, не знам, Red Dead Redemption, Cyberpunk, Horizon Dawn, Skyrim. Во одреден момент, кога ќе поминеме до одредена точка,
звукот, амбиентот се менува. Ова е тоа нелинеарно и заради тоа се користат сепак е многу по advanced, многу е по професионално затоа што се користат плюс алатки за работа на овој звук како што се F-Mod, Wise и Unity. И сепак во овие поголеми блокбастери каде што користат нелинеарен дизајн на звук, се користат двајца професионалци, значи едниот е саунд дизајнерот, а другиот е тој што го програмира звукот. Значи колку во која одредена насока да се пушти еден звук, па да се вмеша со друг, па дали ќе иницира на акција, па кога ќе дојдете во друга зона се случува еден звук да се изгаси, па другиот се пушта. И сите тие миксање на сите тие звуци го прават тоа нелинеарно програмирање. Сега ќе поминеме, не знам само дали го гледате мојот скрин, дали е шеруван. Само да видам. Дали се гледа мојот скрин? Се гледа, да. Значи, сега ќе видиме еден Cyberpunk тизер. Сите ја знаеме оваа игра, тие што следат гейминг. Ова се случува пред 7 години, 8, кога се најави самата игра. Имаше контест за sound redesign, значи да се редизајнира звукот. И од тој контест се бираа 5 души на кои им следуваше клуч. За сва среќа јас бев трет и имав клуч, меѓутоа со текот на настаните како што се пролонгираше целата игра, клучевите веќе не ни беа битни затоа што на сите некако ни издодеа да ја чекаме играта. Ќе ви го покажам оригиналниот звук како што е, а со текот, ако ќе заврши ова, ќе почнам да работам и да ви кажам јас како ја гледам цела оваа сторија и како ја гледам низ мојата призма, низ мојата креативна призма. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living inside of your face, razor wire spinning around your Personal responsibility, personal responsibility. 14 people are dead, 4 others suffered serious injuries. Police have a suspect. Personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility, personal responsibility. Така, значи, сите ја знаеме играва, позната ни е што како се случува и се одлучив да правам редизајн затоа што многу сакам slow motion, многу сакам успорени движења, многу сакам емоција да пренесам преку успорени движења затоа што сепак секогаш луѓето различно го капираат и различно им влијае тоа споро движење. Во описот, кај што го пратив овој дизајн на звук, пишав дека ова ќе го ставам одма на mute, дека веќе не ни треба ова видео, ќе му направам hide and make inactive, затоа што нас тој звук веќе не ни интересира, ќе си работиме на наш саунд дизајн. Видеото само ме инспирираше на некоја хармонија и на
звуци мирни, меѓутоа сепак мистериозни за да допрат повеќе и да не внесат во сликата. За почеток, јас веќе имам неколку амбиент амбиентални звуци кои што ги отсвирив со помош на синтесајзер. Се надевам наредна прилика ќе имам можност да ви предавам и за малце понапреден дизајн на звук, каде што користиме и синтесајзери и хардверска опрема, за да може звукот подетално да го изработиме. Меѓутоа, отом потом за тоа, сега ми требаат само да направам 3 канали за да ги додадам како музика, ќе ги смениме, ќе ги напишам овдека да си ги знам полесно траките. Иначе ова е Pro Tools. Pro Tools и имам веќе значи оваква. Добро. Ќе ставам тогаш во овакво. Ова е Pro Tools и ова е индустри стандард софтвер кој што го користат сите компании за звук, за гейминг и за такви работи, што значи дека многу е ефикасен и многу дава можност за играње со алатки. На почетокот, ова е тој амбиент што... Зашто ова ме интересира само муз? Не можам да го именувам. Добро, окей. Сега може. Слободно, ако има некои прашања, може да ме прашува додека зборам било што во врска со... Само не знам како ќе проверувам прашањата. Во врска со дизајнот, со алатки што ги користам, можда ќе ви изгледа многу проблематично, меѓутоа алатките не треба да ве плашат затоа што ако сте звучен дизајнер на звук, мора да експериментирате и секогаш мора да се соочите со тоа што не го знаете и уствари така ќе постанете подобри затоа што нон-стоп ќе совладувате работи што не сте ги знаеле претходно и се учи, мислам дека цел живот, затоа што технологијата иде напред и цело време има нови инструменти, нови софтвери што ќе ни дозволат се повеќе и повеќе да навлегуваме и да креираме звук. Одиме, да не должам многу, значи, јас, како што ви кажав на почетокот, сакав да направам малце емотивен пристап на работите. Од тука си ставам еквилайзер, ова ми е еквилайзерот што ќе го користиме. Еквилайзер представува алатка каде што спектрумот, ова ми е цел спектрум на звук. Цело спектрум можам да пуштам одредени фреквенции и да намалувам одредени фреквенции. Работи од 0 до 20.000 херци, каде што ние можеме да намалуваме одредени фреквенции се додека не го постигнеме тоа што го сакаме. Бидејќи јас сакав да тргнам малце помистерично и помистериозно и да дадам некој друг пристап на овој тизер, направив следно. Почнав со малце мистериозен звук. Иначе, доколку прекорачам време, слободно да ми кажете, затоа што во звучниот дизајн се губи цела перцепција на време и може да се заглави по цецаата без да трепнеш. Од тука тргаме. Го работам претопувањето, fade in на колку силно да влага звукот. Ова е таа крива што ми дозволува постепено да влезе звукот со видеото. На почетокот гледам дека имаме и дигитални бројчиња што испишуваат CD Projekt Red, компанијата што го прави, што прави играта, така да ќе ги направиме и тие одма.
Не се вие. Еве ги. Сите овие звуци што ќе ви ги покажам сега се 80% снимани. Значи, поентата е дека со реален звук и малку креативност можеме да дојдеме до а, многу многу креативен звук што ни дава да правиме работи што буквално ни се имагинација. Овие 80% работите се снимани со текот на годините. Исто многу е познат и меѓу саунд дизајнерите е многу познат поимот за размена на libraries, на на фолдери со снимани звуци. Секој дизајнер со својата креативност си снима било што, например, што е да ти текне низ дома, си снимаш и после тоа може да се преработи, да се досреди, да се направи нешто ново. Мислам дека имам впечаток дека многу зборам и сакам да почнам да ви покажувам одредени работи, за да може да продолжиме со работа. Еве го, ќе почнам сега да го едитирам ова, пошто ако го оставам ова вака, целото, меѓутоа, нас ни треба на одредени сегменти на одредени сегменти да титка. Добро, ми разбираат сите, фала за порачето. Значи, супер, одиме тогаш напред. Значи, почнуваме со editing, малце ќе убрзам, за да има некој glitch плюс. Вака сецкам, за да можам, ми треба еквилайзерче, за да можам, ќе го ставим автоматизација цела, ќе се точнам тука. Ставам еквилайзер затоа што еквилайзерот е многу битна алатка каде што се користи и во музика, и во саунд дизајн, и во се. Што значи, секогаш таа ми е прва алатка што ја копирам на сите канали, сите траки. Ево, значи, почнува ова, малце треба да се стави fade in. Нема толку длабоко да навлагам во едитингот, затоа што ќе изгубиме малце време повеќе. Дојме до тој другиот дел каде што е ова, ја сецкам малце да видам ова, па ќе ставиме плюс некој бипче овдека има. Гледам да биде интересно. Ова ми се допаѓа, ќе го сецнам овдека. Чисто да видиме како ќе звучат овие две. Супер, ова ќе го намалам малце, затоа што малце ми штрчи, а ова ќе го попуштам за 2 dB. Така, ова ќе го дуплирам, ама ќе го продолжам за да можам пак да го појавиме звукот, затоа што многу е чудно ако еднаш појавите звук, например, само овој и после да го нема. А концептот на испишување дигитални букви е тој, што значи потсеќа на 8-битни дигитални звуци пикселизирани, што очекувам пак да го слушнам тој звук. Така, ми се свиѓа и ова навака. Тоа супер е гличот, се совпадна. Ке земам од тука делче некое. Ова ми се свиѓа, ова ќе го вртам назад, овие ќе ги фрлам, не ми требаат. Идеме навака. Добро. Оу, стоп, како ми се засвиѓа ова последново, драма. Поентата е што го правам проектот затоа што е многу модерен и денеска луѓето ги слушаат тие работи и многу луѓе, мислам, се случува некогаш да ми куцнат за некои звуци што ги имам направено, како сум ги направил, а после ќе го гледаме и тој тизер што го направив јас, затоа што сега пробувам да го редизајнирам,
Значи редизајн на мојот редизајн веќе правам, што е прилично интересно и еве сега ова го немам направено на мојот оригинален редизајн, а тоа е овој бип, што ми се допаѓа многу и сега ќе го дуплирам, затоа што е супер. Еве го вака да видиме само како ќе биде. Одлично. Се свие дека трепка и се совпаѓа со трепкањето. Така, оди во fade out. Така му ставиме малце порано влага. Сакам покасно да биде кога ќе отиде нов ред. Е, од тука да почне, што значи дека тука ќе му ставиме малце, ќе попуниме простор со многу малце за да се уште се присутни, овие ми се гласни, малце ќе ги намалам, што ми иритираат. Тука има дупка, што не чини, чини затоа што нема правила, меѓутоа мене ми е празно и сакам да слушам затоа што се случува акција. Значи акција, не акција, сепак се испишуваат букви, а има празнина. Мора да знаете дека во саунд, односно во звучниот дизајнот на звук нема правила. И тоа што за вас не е убаво, за некој друг може да му се присвија. Ќе направам малце, ќе ги намалам звуците затоа што ми се гласни. Ова сакам да дое порано, така да ќе го пуштам негде од средина, овој падот што иде. Ископирам само овие equalizera да се можам. Така, и од овде ќе му даеме на ова да иде малце во оф повеќе. Извинувам однапред што стварно можеби ви изгледа комплексен софтверов, ама ако почнам да ви објаснувам буквално што се правам, мислам дека ќе заглавиме 50 сата. Јас немам проблем за 50 сата заглавење воопшто, пошто ова сакам да го правам и ми е интересно, али ќе ме караат од Магда. Значи, ова не иде во оф. И сега од тука веќе, ова е многу битна сцена, затоа што веќе, кога ќе видиме на цел екран, веќе сме во незините очи. И целата креација и целиот звук треба да не даде да не внесе во незините очи и да ни даде некоја емоција. Многу зависи вашата перцепција. Например, од што е направен кадарот, од што е направен предметот, какво расположение треба да ви предизвика овој кадар, што сакате да покажете. Како што ви кажав на почетокот, мене многу сакав да прикажам некоја емоција преку како хармонија на звуци без вокал, пошто на пример пеење мене многу ме иритираше. Сакав да направам нешто поинтимно и примамливо за уши. Од тука ова ќе си иде. Се извинувам што однапред користам странски поими од карактерот како fade in, fade out, меѓутоа у моментов ми се работи и не знам дали можам да се контролирам толку. Значи, овој кадар, тука ќе си заврши. Така, си заврши и од тука ни влага. Оваа текстура е направен исто во контакт со помош на синтесајзер, каде што, ако почнем и за тоа сега да ви зборам, ќе заглавиме многу, ама се надевам дека во наредна прилика ќе можам да ви објаснам и да отсвириме све и да правиме што сакаме, за да се продлабочиме и да сватите уствари дека ова сега што ви го покажувам е една мала тронка
основа за тоа што следи, за тоа во каков свет може да навлезете. Ова веќе ми останало од претходното титкање, не ми треба, го бришам и одиме понатака. Ете, од тука, кога ќе оставиме ова, ми фали некоја дубина на некоја транзиција, ми фали некој, така се вуш, така се вика тие, тоа е ефект каде што има ниски тонови и ви дава како некоја целина транзиција за да целокупно го осетите, ја осетите промената на кадарот. Transitions. Само да видам, што имам од овдека од датотеките. Ми ја нема линијата clip line, само да ја наместам, еве clip line gain. Сега ја ставив оваа црна линија, затоа што можам од каде сакам, можам да контролирам јачината на овој звук. Претходно можев само од овде од оваа иконка мала и тоа мора да стиснам неа, а сега со оваа линија можам од каде сакам да контролирам јачината на звукот. Значи, да пробаме како ќе биде со ова. Сакам да се оддели кадарот. Сакам кадарот, пошто влегуваме во нова поемотивна и поблиска интеракција со уствари главниот лик во целиот овој тизер. Така, се допаѓа. Ова не ми се допаѓа, ќе офрнам на страна, за понатака е тоа супер, затоа што овој вуш е многу добар за овие куршуми кои ќе летаат, кои ќе почнеме да ги правиме и ќе ги панираме лево-десно за да имаме поголема интеракција со звукот. А не ми се свига, одиме ова. Ова е некој реверс, што да, ова ми се допаѓа затоа што може ми стопираше видеото. Океј. Вака знае да направи затоа што видеото зима голем дел од кешот, од процесорот, затоа што го направив во DNX HD, тоа е формат на Pro Tools каде што не дозволува сигналот да ви касни. Значи, ако ставиме MP4, често знае да има делей, да има каснење и да има лаг, што во саунд дизајнот секоја милисекунда е битна, и затоа го направив во Apple ProRes, односно DNX HD, за да може да немаме лаг додека работиме. Ова влага малце тивко, сега сакам да го зголемам за да може да така. Сега доаѓаме до еден момент каде што сакам да оставам малце поголема опашка на овој звук. Тоа се вика реверб. Завршува, јас сакам звукот се уште да трае. Тука имам направено два AUX канали, што ќе ставам алатка за да ми ја заврши таа работа, односно да ми даде поголема длабочина на звукот. Ќе направам еден да е reverb long, а другиот да е short. И ми треба околу, овдека сакам да биде сегашно време и да биде многу така помалечок. Depth и така. Од тука што се случува сега? Овој reverb, сега ќе слушнете разлика, како ќе остави трага поголема трага ќе остави во звукот. Само да ставам. Ќе има опашка. Ете. Ете опашката. Ова е автоматизација што го контролира овој плагин. И можеме да видиме сега како што поминувам со маусот.
во зависност од тоа на кој работен теке го пушта и го зголемува лизгачот сам. Си останува. Еве ги сите тие интересни делови, што ги следиме. Затоа што, например, кога работиме линеарен саунд дизајн како што правиме сега, нас ни пуштаат само видео. Значи, еве, гледате, ако го пуштам вака, нема ништо. Значи, нема звук и целата визија треба да дојде од нас. Има летање на куршум сега, има летање на куршум, што мораме да го направиме убаво, затоа што звукот како еден, ако го ставиме, ќе си биде тој. Меѓутоа, ако го збогатиме со поголеми, со повеќе леери на звуци, тогаш звукот станува комплексен и таа комплексност нас ни дава богатство, значи ни дава автентичност која што се отсликува на видео и дава едно побогато чувство на звук, за разлика, ќе ви покажам после, каде што кога пукаат, да речеме, ако е овој еден звук ако ставам на пушка, ќе биде онак, окей. Меѓутоа, ако го направиме со повеќе леери и ако ствари го дизајнираме како што треба, ќе биде многу поефективно и самиот звук ќе е многу веродостоен и замислете ова да го гледате, например, во кино или негде и да ви пукне ова пред вас. Чекај, ова е уствари добра тема и сакам да скокнам малце. Ќе се вратиме после назад. Сакам да скокнам за да ви покажам на што мислам. Например, еве М14 ќе ја ставиме. Еве овдека. Да речеме, ја ставаме М14. М14-та звукот снимен, само да го видам кај пука, еве овдека пука, е оваков. Ете. Сега, ние у кино седиме и го гледаш ова пред тебе и го слушаш ова. Значи, нема никаква автентичност, нема никаков импакт, нема едноставно е меко, едноставно не може да ме внесе во целиот тој муд. Скокнав малце, знам, од овдека на овдека, ама окей, затоа што сакам да ви објаснам што уствари представува дизајн на звук и ова е многу добар пример затоа што може да видите колку едноставно звучат работите, а колку би можеле да звучат комплексно. Од тука, според мене, на звукот му треба длабочина, му треба импакт, му треба транзиент, му треба да удри, да биде мокно, затоа што во кадар ни е цела пушка и ако во кадар ни е цела перцепција од пушката, што очекуваме ние повеќе кога некој ни држи пушка во фаца. И затоа, јас што би направил, значи, ова е тенк моментално што ќе го ставам. Повеќе тенкови, ова да видам. Ево ми се свиѓа. Света прозорчево, а ова е многу јако дека обично како дизајнер на звук работиш со 3 екрана и сега за да го приготвам ова предавање или презентација било што, морам да работам вака што ми е малце конфузно дека све ми е наццкано, све ми е во еден екран. Еве го, ми фалат, ќе намалам сега малце ова прозорчево, пошто ми прави малце тензија. На ова. Еве, како звучи со ова.
Како е без ова? Ова, например, е тенк снимен на, не знам, на некое поле. Тенк снимене и многу добро го пополнува простор затоа што дава дубина и на некој начин едноставно стварно делува дека пушката е пред вас. Сам послушнаме и ова. Ми фали експлозивност и ми фали нешто што ќе остави трага малце. Некои партикли ми требаат. Например, вака може. Ги партиклите. Може малце порано. Добро. Ете го. И сега, кога ќе видиме ова на full screen, значи многу поверодостојно и поавтентично туку од ова. Идам дале. Се вратам, уствари не идеме напред, идеме назад малце, пошто малце скокнав затоа што ми текна добра идеја за да ви насочам кон колку слоја има тој еден звук, али точно ова ми е тивко, сакам да иде уште погласно. Ми требаат некои звуци на хайлайт. Не ова. До душа може и ова да ви покажам. Ова е инструмент, сите ја знаеме. Да ви покажам што може од него да се направи, например. Добро. Да видам само што цело време иде. Ми се свига овој дел. Од тука овој дел да го земам и да го свртам обратно. Да го свртам обратно затоа што ми се свига како пумпа линија. За шумпето што ќе ни следува. Ова иде навака. Сакам да си го направам текот на работиве да ми биде според таймлајнот, некам да секогаш многу е прецизно кога имаме чист таймлајн пред нас и знаеме што правиме. Затоа што ако почнеме да фрламе на секаде ефекти, после во микс и во мастер, кој ќе треба да се прави, ќе се збрлавиме од типот на што е овој звук, што е оној звук и сите тие ствари што ќе ни допринесат да онака буквално да шекнеш. Сакам да го кренам повеќе. Некој звук на хайлайт. Ево, ова е, например, мач, што удира во метална прачка. И мене само ми треба овој дел на свирењето. Ево, овој дел, така. Треба тој за да ми даде хайлайт на куршумот што лета, затоа што секогаш сакам да им давам втора димензија на звуците. Јас кога ќе слушнам куршум, дека поминува, не ќе да е стандардниот звук на вуш, на она стандардна ветер, туку сакам да му давам малце звук на метал, пошто сепак куршумот е метален, или како и да е, има партикли на
ме инспирира на стакленце, на некои такви интересни материјали што експлодираат, али се сепак малецки. И нормално тука не може да ставиме некој огромен звук затоа што нема да се совпадне со сликата. Тој ќе се совпадне, сепак како што ви кажав, све зависи од вашата перцепција, меѓутоа не дека ќе е погрешно, ама малце ќе отскокнува. Ево тоа што патува. Што си патува и сега сакам малце поголема трага да ми остане на крај, со тоа што ќе му додадам и reverb, како што ви кажав преска, малце поголема опашка, за да може да остане. И сите овие елементи на опашка и на продолжени вакви ефекти даваат текот на настаните да си се впиваат едно со друго, значи никаде нема да има отскокнување на некоја мелодија или на нешто, туку сите овие ствари ќе си се претвараат едно во друго и од тоа уствари ќе прерасне таа мелодија што јас работив, уствари ја направив да биде поамбиентална, него ли да биде со вокали, со чуда, со разни ствари. Повеќе пристапив како soundscape, како што има пейсаж, значи landscape, така има и soundscape. Значи тоа е пейсаж од звуци. И јас секогаш така пристапувам на работите да се направам еден пейсаж на убави звуци каде што сите ќе влагаат еден во друг и нема да има отскокнување или некој, не дека песните се лоши, него вокали што иритираат, што не знам, се наметнуваат, ме вадат од мудот. Повеќе сакам да си биде амбиентално да си тече текот на саунд дизајнот. Одиме сега да го видиме како испадна реврбот. Трага, ми треба уште поголема трага. Сакам уште повеќе. Го правам куршумчето за тие сега ако се вклучуваат за луѓето сега што доаѓаат, го правам куршумот. Имам некој партикл на звук негде овдека на крај, ќе го сецнам. Така, може и туку уште малце да ми подостане поеќе. Оно ствари тука треба да удри. Ќе го мрднам малце цел овој регион поназад 2-3 фрейма. За тука да удри. Ставиме суптилен бум, значи са бас, за да може да го сетиме импулсот на ударот. Тоа би било негде овдека. Што реално на волку успорена снимка и волку успорено видео, ние ништо не слушаме реално. Целиот тој звук малце се дисторзира и повеќе ги перцепираме звуците и ги слушаме пониско, ако можам така се изразам, пониско и подлабоко. Овој звук малце ми е така чуден, затоа што ми е како од синт да ми доаѓа. Па сакам флет. Ова ми се свиѓа. Така. Случно стана реврбот од преска затоа што го заборив да го спуштам лизгачот. Си има како цела трага. Па го бришеме, нас не интересира тоа. А и во вакви моменти, например, еве како што сега направив, гледате колку траки имам надоле слободни. Например, ако сакам да си остане се уште овој звук на куршумот, на некој таков висок звук на стакло, тогаш ова ќе си го спуштам доле, а овие два региона ќе ги оставам да се траат повеќе, за да може да му давам повеќе шанса на куршумот да се движи, да си се
метне да си влезе сам во другата сцена. Се надевам сите имате слушалки и звучки добри, за да може да осетите убаво за што станува збор. Така, и сега пошто овој звук, бидејќи овој звук ми завршува нагло, сакам да му дадам мала опашка. И тоа е, ќе користам тој помалиот, пократкиот реверб, за да не ми заврши вака нагло. Еве си има опашка, за да се прелие во следниот кадар. Така, сега на ова ми требаат, пошто веќе има некој распрскување, гледам на куршумот, ми требаат партикли. Инаку, ова е фолдер што го направив пред да почнам со стримингот, бидејќи самата припрема и самиот проект овој што го припремив, сигурно ќе ме фатеше околу 2 сата, за да можам да соберам сите звуци и да направам, тоа се вика спотинг сесија, значи да видам што и каде ми треба. Обично таа сесија, спотинг сесија, се прави со маркирање. Например, во овој дел кажувам, си ставам маркер дека се појавуваат очите, ми ставам маркер, да речеме за очите. Тоа спотинг сесија се прави за да од прво гледање не изоставиме некој звук важен, затоа што секогаш првото гледање е тоа она што е најавтентично и ни дава некој уникатен приказ за разлика од вториот пат кога ќе го слушнеме. Значи тука се случува, да речеме, пукањето, close-up. Така, за да си знаеме на каде би терали, исто и ова, многу важен момент. Океј. Добро, овдека ми треба партикли, значи. Како кажав, фолдеров го спремав некој си саат и пол, за да можам да ви работам и да убрзам малце, за да можам да стигнам до сите ствари. Ова, како што слушате, е стакло, значи скршено стакло. Скршено стакло и со мал твикинг и средување ќе го направиме да се звучи многу тивко во позадина. Ќе го користам овој плагин за да можам да го едитирам самиот звук. Да видам што имам уште нешто тука од овие звуциве. Свија крајот, пошто има партикли такви интересни. А овој крај може да го скратиме. Што е да видиме Stardust. Не, многу е дигитално ова. Не, и ова е дигитално. Не ми се свијат овие другиве. Да идам ова Glass Shards. Не баш интересни се, ама ми се многу дебели, од такви дебели стакла се некои, не ми се автентични многу. Значи одиме ова да го подсредиме малце. Го фаќам регионот од дека, ставам превју и сакам звукот да го
нафанчна. Со тоа што ќе им дадеме мал reverb. Така. Гораст или Даниела или било како ме слушате, да ме опремените, затоа што јас не знам до кај сум и што сум, веќе помина саат време, али секако би останал уште 2 саата. Добро. Ете ги тие партикли што ги зачував. Се свијат. Само ми фалат, пошто дека веќе се распрскуваат многу, ми фалат уште малце. Видам што е ова. Супер. Ова ме се свиѓа, само ќе иде потивко. И ова да видам што е. Супер. Стопа и ова. Ова веќе нема потреба да трае на вака цела опашка. Овдека ќе си ги затворам овие прозори. Добро, ми фалат уште сега. Како, не знам дали вие осеќате, али како да завршува овдека, меѓутоа се уште летаат партиклите, а немаме никаков звук. И малце ми штрчи. Ми отскокнува толку малку партикли, а ние немаме веќе ништо. Добро, вие може да се продолжат. Добро, овие ќе ги ставиме овдека. Супер. Овие малце ќе ги продолжам. Интересно е, овој регион, да речеме, ми е малце погласен од самиот овој ефект и ќе го намалам тука малце и овдека овој транзиент, овој прв удар некако ме иритира. Јас сакам да си правам такви некои интересни трикови и сакам овој регион, односно овој ефект, да му направам да свири наназад, за да не го дуплирам и да биде ист како претходниот, затоа што е многу лошо ако слушнеме дуплиран звук, а не никако да е сменет. И сакам да го ставам малце така потивок, за да може да се совпадне до дека негде со да се вмеша во другата целина. Така, со тоа што ќе му ставам малце реверб, поголем. Добро е, но не сум задоволен. Не сум задоволен затоа што имам се уште звук на кршење, а веќе све е скршено. И сега сакам да направам некој ефект каде што ќе остави трага на висок на кршење стакло, меѓутоа ќе нема онакви јаки фреквенции на кршење. Туку повеќе сакам да си како да си плива во таа во тие некои високи фреквенции. Добро, ова тука ми е чудно. Ево го ставивме.
Треба некој high pitch. Се ми се дигитални многу ми се овие. Ова е супер. Затоа што е да ми влезе во оваквото во другиот регион. Ми се свига затоа што е високо и затоа што можам комотно да си играм со опашката, што се рекува. Се ова што гледаме е многу битно и многу важно за да можеме да го реплицираме. Има многу интересна една изрека фиктивно реалниот звук. Затоа што моментално гледаме фикција, меѓутоа таа фикција нашето уво е научено на реални звуци и мораме да го реплицираме во што е можно поавтентичен приказ. Ова сакам исто малце да остави трага, затоа што ми звучи убаво. Не слушнав ништо. Добро. Може. Добро. Се кршат ствари, тоа малце ми е чудно затоа што не ќам таков ефект да направам на кршење. Сакам да е посуптилно, да не е до толку. Еден што поминува. Тоа ми треба еден вуш. Да видам само колку би овој вуш, меѓутоа не ми се свија дека има многу високи. Сега овој регион ќе земам со еквалайзер да го направам. Еве ги тие високи фреквенции, например, што не ми се свиѓаат. Сега ќе ги намалам. Нешто вака слично. Ќе ги испринтам. Тоа ќе биде куршумот што ќе помине, а куршумот не знам дали гледате на видам фрейм. Пошто ми го селектира видеото. Добро. Тоа е овој куршум што излага и што си оди на десна страна. Супер. Load, односно репетирање. Видам што имам за тоа. Добро. Да видиме ова што е. Еве звукот. Добро. Значи удира ова, ќе скратам.
Само ми треба уште нешто високо ми треба. Ова е репетирање на граната, значи. Граната. На Grenade Launcher. Мино фрлач, како беше. Ми текнува добро, ќе го скратам од тука, пошто не ми треба овој другиот дел. Ми треба само таа интересна фреквенција на удирање на металот, кој удира во пушката. Тоа, а овој вториот дел не ми треба. Така, со тоа што ќе го приглушам. Овој дел ќе го приглушам. Што е многу гласен. Е гласен, туку таа висока фреквенција ме иритира затоа што целиот овој процес треба да е совпаѓање на звуците во едно, а не да штрчи нешто. Еве го тоа. Добро. Да се уклучам јас само на кратко, Ики. Да. Можеш полека да привршиш, сам затвори го кругот. Ќе привршувам, само може уште некој саат да останеме. Би привршил. Разликата е таа. Само секунда да го направам овој и си одам. Идам овој регион што ми иритира. Го затварам. Така, и нормално му ставам опашка за да може да продолжи, затоа што никам тука да заврши звукот. Ете го и целата опашка дава една сосема друга, одма дава друга визија за тоа што се остана ова, на ново ќе отргнам. Таа опашка дава една визија на течението на целиот тој успорено движење муд. Извинувам за странските поими, меѓутоа кога ќе видам еве сега вака, стварно не знам поимиве на македонски за овие алатки, што би се рекло. Како звучи микс. Добро, ова е многу напред звук. Можда ќе го намалиме или можда скоро се да видиме како ќе звучи без него. Интересно. Добро. И например сакам да ви покажам, пошто веќе морам да привршувам, сакам да ви покажам еден момент, например, каде што се гледаат ножевите. И секогаш кога ќе видам вакви работи, ме инспирираат на некои високи фреквенции, на некои високи звуци, затоа што ви текно кога ќе направите звук од два ножа, кога ќе направат секогаш го реплицирам, пробувам да го реплицирам тој звук во мојот дизајн кога го вметнувам. Например, затоа ви кажам, креативноста нема крај од овој аспект, затоа што секој различно ќе ја впие таа мотивација за што да направи тука. Секој различно може некој ќе сака да стави капки, пошто капе крв, може некој ќе сака да стави, не знам, амбиент од куршумите што летаат, еве ги гледате, тие на секаде летаат куршумите константно низ целото видео. Како и да е, на кратко, например, јас како го направив ова, беше што ова е звонче.
треба оваков рингинг, дури онака звонење што дури иритира. И секогаш сакам да си ги реплицирам овие ствари, затоа што го гледаме од блиску. Овој некам импактот, односно транзиентот да е многу напорен, туку сакам да се продолжува звукот, да се свири. И, например, да го додадам уште, затоа што моментално го едитирам, моментално го средувам гласот во регионот. А ако сакам плюс да додадам глас, да речеме, и да го домодифицирам, ќе отворам уште едно прозорче и ќе направам овдека регион, за да можам и плюс да го контролирам и од овој дел. На ова ќе му додадам многу реверб, за да може да се претопи. Ова не ми треба. Да може да се претопи, ова го бришам, да може да се претопи, да се тера. Вака. Зажимам микс. Ете го, ми се допаѓа ептен, затоа што маца погласно. Така нешто. И уште овој сегмент и се гасам. Тоа е полицијата. Значи, овдека, само ќе го затворам ова да не ни прави фрки во натамошниот тек. Така, полицијата. Например, нормално, ние може да ставиме звук од полиција. Така? Spaceship. Сирена. Оваа сирена, што слушаме, е снимена во студио. Че ова е студиска сирена и ја слушате по звукот. Таква си е. Значи не е вметнато просторот на ништо, многу е чудно, за разлика од овдека, што ако би се одбрали на овој чекор да ставаме сирена од полиција, а гледаме реално воен брод, летечка полиција, летечка кола, ќе звучи многу чудно, али сепак би одговарало. За ова, например, се користат многу, има разни алатки каде што можам да го звукот скроз да го сменам. За тоа би користел оваква алатка. Ми се свиѓа како го прави звукот. Да видам само дали беше ова. Тогаш ќе ставам outer space. Речеме, сакам некој ваков звук. Со тоа што овој звук јас не би го оставил во реално време, туку јас би го намалил малце, затоа што све е успорено и ќе очекувам сите звуци да се успорени. Јас овој звук, како што е сега вака, не сум задоволен, меѓутоа дека брзам од Магда што ме тера да брзам,
ќе убрзам и ќе го направам вака. Меѓутоа, кога би имал повеќе време, ми треба многу малци, сакам и суптилно да се слушне тој звук за да асоцира сепак на полиција. Супер. И овој би му ставил од оној краткиот реверб што го направив на почетокот. Нормално на овој звук, затоа што сепак се работи за вселенско летало, мора да се стави екстра така што ми е чудно бе ова со со видео, најако. Мора да се стави екстра, затоа што ова е масивно, ова е огромен објект, масивен, знаете што ако ќе дојде на пример летачка кола врз глава вака да ви виси, кој знае што звук е тоа. Сега сам готово. Знам кај живееш, ќе ти дојдам до. Еве на пример овој звук со тоа што многу е гласен на високите фреквенции и јас би го намалил за да ни дојде само фрагментот на ниските. И од тука кога ќе се скомбинира сето ова, нормално не можеме без да ставиме дебелина на колата и го изгаси видеото. Најако. Добро? Така, и се овие комбинирани само овие три звука. Значи, веќе со самото дрмање ми ја прават таа тензија дека нешто стварно има. Враќајте се, дечки, у емисија, пошто Неверојатно, еј. нема крај со овие работи. Нема крај. Работи на ваков креативен и многу футич што те стимулира, значи креација. Може да се екран. Да, готово, трнав ја тоа, нема врска, врати се ти слободно. Значи, сега ќе ти поставам прашања, чекаме да ги поставам, па после тоа да ги одговараме. Значи, гледај што побрзо и попрецизно и концизно. Ајде. Значи, вика, зошто одредени победнички звуци се дупло погласни од целиот филм? Какво прашање најако. Ама на кратко. Сега, кратко. Затоа што трендот на миксање од западот секогаш остава, леле, какво прашање, ова не може да се одговори на кратко. Секогаш остава секогаш сака да направи тензија со тоа што диалозите ги пушта на некое нормално ниво на слушање, меѓутоа сите ефекти, сите експлозии ги акцентира затоа што во реално време би звучало така. И затоа секогаш диалогот, например, кога гледаме навечер Netflix или било што, пуштаме глас, меѓутоа диалогот си попуштаме за да слушнеме што зборат. За разлика од ефектите кои ќе пукнат, има тенденција сите дизајнери на звук да ги ставаат погласни затоа што веруваат дека тоа е како што е реално, значи во самиот простор те ставаат. И затоа секогаш на пример некоја експлозија одма намалуваме.
дали денешна технологија дозволува звучно искуство за лица со потешкоти за слух? И Може да го одговорам ово. Тоа зависи веќе од игрите. Добро прашање. Например, во Last of Us 2 имаше специјално направено цел систем за луѓе кои што имаат проблеми со слушање, со вид. Значи тоа е дополнително, тоа го прават, се дешава и тоа, се разбира. И дали е популарно да се стават игри, односно филмови во овој музика во игри цели као плейлисти, као во GTA? тоа е тренд, мислам дека секој сака индивидуално, меѓутоа мене супер ми пријаше тоа со радиостаниците од GTA и со тие ствари. Чекај да видам. И за разлика и, например, и у WoW, World of Warcraft, тоа се цели Симфони. и композитори што работат за да го пренесат да го пренесат тоа искуство. Така. Кажи ми што преферираш повеќе, театар, филм или видеоигри? Па преферирам видеоигри, меѓутоа сакам и театар, каде што ќе има добар саунд дизајн, каде што ќе има интересен простор за да може да се работи и да се реализира таа имагинација што имаме замислено. Али Добро. секако игри ми е прво, филм ми е второ, театар ми е трето, меѓутоа не би одскокнал од ниедното. Значи би работел со иста пасија на сите три. Океј, има уште прашања, Драш, например, праша уште и други работи. Дечки, сите што сакаат да допрашате нешто, пишете му на Ики директно, може да го најдете на Facebook како Илија Ц, на Instagram го имате, твојот сајт е iliac.com. Фала ти уште еднаш што беше тука, очигледно дека за 1 сат не се прави редизајн на трейлерче, дури и на брзина, но тоа е тоа. Фала ти уште еднаш. Фала, дечки, за поканата, се надевам се гледаме у некое следно искуство каде што ќе може да ги продлабочиме стварите за звук, за инструменти и така натака.